Четврток, 26 октомври, кратки вести во 12 часот. Охрид е сигурно еден од најубавите градови на Балканот, град каде што живее душата на македонскиот народ. Вака светски познатиот туристички блогер Роберт Дацешин го опишува нашиот град во третото објавено видео од посетата на Република Македонија. Вели 10 години имал желба да го посети Охрид и тоа му се остварило. Се што слушнал за градот биле убави работи и во суперлатив, па имал големи очекувања од посетата што на крај сепак биле вистините. Во видеото зборува за историјата на Охрид, езерото, изработката на познатиот охридски бисер. Пригазната ја продолжува во заливот на Коските, изворите и манастирот Свети Наум, а опфатени се и црквата Свети Јован Канео и Самуиловата тврдина. Денеска треба да се одржи судското рочиште од процесот што пред Основниот суд во Охрид се води за нападот врз Христијан Пендиков, секретар на бугарскиот културен клуб Цар Борис III во Охрид. Истото минатиот месец беше одложено поради штрајкот на вработените во судската администрација. Инцидентот со Пендиков се случи на 19 јануари во гостителски објект на кеот на езерото во Охрид. Случајот предизвика сериозни тензии во односите меѓу Софија и Скопје. По неговото лекување во Бугарија, Пендиков доби и бугарско државјанство, кое му беше врачено од подпредседателката на Бугарија Илијана Јотова. Екипи на локалните јавни предпријатија утрово работеа на расчистување на последиците од вчерашното невреме што го зафати регионот на Охрид. Дел од дрво кај плажата Деспина падна на пешачката патека под налетите на силниот ветар. Помали оштетувања се пријавени и на останати делови од градот, особено во делот на првата езерска линија, каде има помали оштетување и на кеот и делот кај Сараиште. Според податоците од управата за хидрометролошки работи, во текот на изминатите 24 часа во Охрид наврна 16 литри на метар квадратен воден талок. Времето денес променливо облачно со слаб до умерен југозападен ветер, максималната температура во Охрид до 20 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.